Под притисок на стручната јавност и опозицијата, предлог измените на Законот за заштита на културното наследство беа повлечени од собранието. Непосредно пред седницата, археолозите на протест пред законодавниот дом на пратениците од власта им порачаа дека се вандали на 21 век. Алармираа дека уништувањето на македонската историја и археолошките наоѓалишта ќе стане легално. Апелите ги слушна пратеничката група на ВМРО ДПМН, која најави дека нема да гласа за дневниот ред и ќе напуштат седницата, пошто предлагачите од власта се повлекоа. Археолозите се спротивставија на предлог измените на Законот за заштита на културното наследство, во кој беше предвидено дека при изградба на автопатите, ако се пронајде археолошки локалитет, треба да се информира само надзорен инженер, наместо археолозите. Не смеете да дозволите надзорен инженер кој нема никакви познавања, грам образование, искуство и уште помалку надлежности од областа на заштитата на културното наследство да решава што е културно наследство. Или тоа е целта на измената, да се прикрие, заташка и уништи културно наследство, за да не се соочи реализацијата на проектот со потешкоти поради обврските кои настануваат за изведувачите на работите при наоѓање на археолошко наоѓалиште и на предмети од археолошко значење. Археолошките локалитети не се пречки на патот. Порачаа на протестот и додадоа дека уништувањето на археолошките наоѓалишта ќе се озакони, под оправдание дека станува збор за јавен интерес, додека во позадина се крие профитерска сделка од огромни размери. Предлог законот е спротивен на Уставот и на началата на заштитата на културното наследство. Исто така, овој предлог закон е спротивен на сите меѓународни конвенции за заштита на културното наследство, а особено на ревидираната Европска конвенција за археолошко наследство на Советот на Европа, со која, меѓу другото, се регулира и, цитирам, задолжително известување на надлежните органи за случајните наоди на археолошко наследство и создавање услови за нивно понатамошно проучување. Нагласуваме дека ратификуваните меѓународни конвенции имаат сила на закон во нашиот правен систем. Измените на законот ги предложи ДУИ. Во собранието имаше обид да се истурка побрза постапка, а од Комисијата за спречување корупција упатија предупредување дека законското решение ќе создаде висок ризик за корупција. Инаку за Бехтел и Енка и изградбата на коридорите се менуваат дузина закони, односно Законот за земјоделско земјиште, за експроприација, за заштита на културно наследство, работни односи, за шуми, како и Законот за градење.